Загорка, добре дојдовте. Многу ми е драго што сте денеска тука со нас. Би сакала ние денеска да поразговараме најпрво за вашата компанија Vita Nova, за вашата приказна и за тоа како е да се биде жена лидер во ваква индустрија. Силно верувам дека вашите искуства може да бидат корисни за многу други жени кои размислуваат да започнат собствен бизнис и секако го слушаат овој подкаст. Па затоа без да должам премногу би сакала да тргнеме уште од самиот почеток. Како се одлучивте вие да започнете со предприемништво и што беше тоа што ве мотивираше да ја основате компанијата Vita Nova? Може ли да споделите некои повеќе детали за вашата компанија и за низината мисија? Ви благодарам на поканата. Задоволство и чест да се зборува за почетоците, кога за мене лично тие се како да беа вчера. Чувството да се тргне во една непозната сфера и на многу млада возраст, 27 годишна возраст, да решам цврсто да газам во нешто што е надвор од мојата комфортна зона, беше предизвик, меѓутоа и страст за да успеам во тоа што верувам. Сакав првичната цел беше да можам да им дозволам на производителите од прехранбената, фармацевска и козметичка индустрија да набавуваат квалитетни суровини за своите производства. Во тој период, во 2006 година, во Македонија не успеав да најдам таква компанија и решив да се обратам кај повеќе странски компании кои што имаа производи, кои што произведуваа квалитетни суровини. Во дневната соба со лаптоп и со компјутер пратив преку 200 мејлови со едногодишно дете покрај себе и очекував одговор дека некој ќе го препознае тоа барање за овие простори. Среќна околност, лудило или не знам како да го дефинирам, за неполни 2 недели добив одговор од еден од најстарите наши партнери во годиштена соработка, компанијата Dr. Paul Lohmann од Германија, која постои од 1886 година, дека сака да соработува и ја поддржува мојата идеја да им бидеме нивни застапници во овој регион. Неполни 2 недели после тоа се договорив со нормално да дојдат, да не посетат и го ја остваривме средбата во позајмена канцеларија од 25 квадрати. Тие почетоци беа 2006 година, а 2025 година Vita Nova работи во еден сериозен објект со доста вработени. Ја тргнав приказната сама со огромна поддршка на мојот сопруг. Неблагодарно е да го потенцирам и огромното чувство на сигурност кога од дома ја имате поддршката. При тоа, во целата таа приказна ми се приклучи и мојот брат и нашиот татко. Иако брат ми и татко ми беа финанси, јас бев таа која што ја имав визијата, ме поддржа и до ден денеска ние се уште ја водиме компанијата во тој состав. Подоцна сопругот ми се приклучи и сопругата на мојот брат, за да од една мала фамилиарна компанија постанеме познат и препознатлив бренд не само во Македонија, туку и во целиот регион. Ова е одлично да се слушне, бидејќи многу често луѓето мислат дека зошто да пробам, зошто да пишам мејл, кој ќе ми врати мене, кој сум јас сум небитен. Очигледно дека ако се сака и ако се биде упорен, може се да се постигне. Па сега кога сме на самата индустрија, би сакала да ве прашам како ја гледате ви иднината на индустријата за здрава храна во Македонија? Кои трендови или иновации очекувате да ги обликуваат наредните неколку години? Повторно ќе се вратам на самите почетоци. Во 2006 година Македонија немаше закон за ХЦЦП, односно за ХАСАП стандардите, и во тогашното Министерство за здравство, кога се обратив дека ми треба прирачник за ХАСАП, малку ме гледаа со скептицизам и кога им ја доловив идејата дека јас сакам да увезувам суровини, ние како компанија довезуваме суровини за производство согласно соодветните стандарди, бев буквално со подсмев сватено.
воопшто не ми пречеше. Никогаш, ниту ден денеска не ми пречело дека мојата визија не може да биде разбрана до останатите. Дали било пишан збор во облик на мејл, дали тоа било некоја идеја да се излезе надвор од својата комфортна зона, кога цврсто верувам дека тоа навистина може да успее, навистина и успева. Во тоа време во Македонија токму од тие недостаток на информации, јас сакав да ги приближам светските трендови при имплементација не само на суровини, меѓутоа и на подобра, поквалитетна, побезбедна храна, иновациите во прехранбената, фармацевската, козметичката индустрија. Тоа беше првичниот мотив кога тргнавме во целата приказна. Драго ми е дека после скоро 20 години, 19-та година веќе, како нагло компаниите имаат интерес, слух и свест да ги пратат светските трендови. Тука нема да ги спомнам само големите компании кои што редовно посетуваат сајми, бараат иновации. Тука ќе ги спомнам дури и помалите и стартапите кои сакаат да излезат од границите на Македонија. Ние соработуваме навистина од стартап компании до поединци, па дури и до големи мултикорпорации. Производството на безбедна, здрава, квалитетна храна, додатоци во исхрана, се повеќе иде во експанзија и тренд нагоре. Загорка, јас ве знам лично, затоа и знам, но претпоставам дека и нашите слушатели по разговорот ќе познаат дека вие сте жена со визија и со силни принципи. Па затоа би сакала да ја прашам кои се вредностите и принципите што ги следите вие со управувањето на вашата компанија и како мислите дека тие придонесуваат во низиниот раст. Мислам дека слушателите можеби некој иден вработен во компанијата би сакал да знае повеќе за овој дел. Ти благодарам ја. Компанијата имаше флуктуација. Тргнавме навистина со еден-двајца наши ајде да кажам вработени, па дојде до флуктуација на различни тимови, различен кадар. Оно што секогаш безрезервно го даваме е тимската работа. Без тимска работа, без пријатна атмосфера, без соработка, нема можност за растење на една компанија. Понекогаш, мојата емпатичност кон луѓето доведува да бидам препопуслива за некои работи, за да после одредени тренинзи кои што ги остваривме на ниво на компанија, јас лично, менеджментот, останатите вработени, сватиме дека секој доколку професионално си ја завршува својата работа, успехот е неминовен. Имаме прекрасна работна атмосфера во самата канцеларија. Опуштениот начин на работа, тимските, ајде да кажам, afterworkovi кои што никогаш знаеме да ги направиме во нашите простори, надвор од нашите простори, не само физички во Македонија. Ние во 2008 отворивме компании во Белград, значи чистите флуктуации со тимовите даваат навистина еден добар нетворкинг и тоа е еден мотив да ние срекни одиме на работа. Дел од вработени кои што доаѓале во Витанова, па потоа се заминувале, топло сум им советувала дека јас не сакам да бидат делот од Витанова ако не се срекни на своето работно место. Без разлика, резултатите се остваруваат, меѓутоа пред и се покрај професионалноста треба да бидат навистина задоволни каде доаѓаат и заедно да соработуваме. Хиерархиската поставеност е на хартија, треба да се почитуваат, ајде да кажам, секторите, меѓутоа приоритетот е тимската работа. Фактот што 8 часа од денот ги поминуваме на работното место, дека треба да сме срекни, најпрво, се согласувам комплетно. И сега, Загорка, ние го правиме овој подкаст со цел да ја нагласиме улогата што ја имаат жени во професии кои што се сметаат за доминантно машки или доминирани од мажите, исто така да го нагласиме само вработувањето кај жените. И сега вие како жена предприемач би сакала да ве прашам ваше мислење, кои мислите дека се најголемите предизвици со кои што се соочуваат жените предприемачки? Што мислите дека е потребно за жените предприемачки да имаат поголем успех во иднина и какви промени вие би сакале да видите на национално, а и на регионално ниво, бидејќи вие би знаеле, како што кажавте, нели имате и канцеларии во Србија, односно во Белград? Повторно
само едукацијата во самиот себе како личност, дали е маж или жена, е приоритет за одредена индивидуа да верува во тоа што го работи. Точно, има недостатоци, меѓутоа има и предности кога жената тргнува да гради своја кариера. Домашната атмосфера, поддршката од партнерот е неопходна кога во мојот личен случај јас се одлучив да започнам бизнис кој што во тој период беше само мисловна именка. Навистина многу е битно визијата која што имате да ја моја пренесете на својот партнер, сопруг, дека верувате во таа визија за да ја остварите. Доколку немате таа поддршка, многу е потешко да го остварите својот сон, меѓутоа ако сте одлучни и ако ги покажете првите резултати, верувам дека и другата страна ќе ве поддржи во тоа што го работите. Кога соработуваме со компании кои ова е сплет на нашиот бизнес е сплет на деловна комуникација, соработка со ино партнери, меѓутоа излегување на погони на терен во индустријски погони, каде што навистина ги облекувате чизмите и влегувате во една млекара за да видите дали тој соодветен погон може да го имплементира производниот процес кој што вие треба да му го објасните на производителот. Да, има многу машки, женски професии, така наречени машки и женски професии. Меѓутоа, пак ја кажам, треба да ја сакате работата што ја работите. Во тој случај нема машка и женска професија, има љубов кон својата работа. Се соочив со ситуации различни, од типот на чија е оваа компанија, а кој стои позади тебе, како сега ти имаш компанија, што работиш ти, што си вработена. Имав прашање од типот каде е директорот на компанијата. Успешно или неуспешно, смешно или несмешно во одредени ситуации сум била во ситуација, да кажам дека ете компанијата, па знаете како приватна компанија, да го избегнам мудро одговорот на тие прашања, за да понатака оди разговорот како што треба. Се соочувате со различни суети. Не ми било проблем. Во одредени сегменти можеби ве повредуваат тие прашања, меѓутоа сваќате дека сте тука да го завршите на најпрофесионален начин вашето доаѓање и на крајот да остварите бизнис и да имате профит од сето тоа. Во рурални средини и надвор од нашата држава сум се соочила со ситуации кога одам со шофер, па во одредени средини му се обраќаат на шоферот како машка индивидуа наместо мене. И тоа се надминува кога ќе се симнете на нивото на соговорникот. Така да имало секакви ситуации, едноставно ако пак ќе кажам го сакате тоа што го работите, тие работи не ве повредуваат, туку ви се мотив да докажете сосема спротивно. Истото се согласивме и со другите учеснички што ни беа на овој подкаст, дека јавно и отворено на некој начин они се немаат соочено со таква ситуација, но понекогаш се случувал некој коментар, поглед, макар и поглед, каде што они се почувствувале дека се гледани на еден поинаков начин, да речам, затоа што се жена. Па гледам дека и вие ја потврдувате таа премиса денеска. Ќе ве прашам истото што ги прашав и нив, а многу ни доаѓа во прилог, бидејќи вие имате историја на менторирање на млади жени предприемачки, па ме интересира која мислите дека е улогата во нивниот професионален развој. Дали сметате дека менторирањето е клучно за жените предприемачки, дека може да ја надминат несигурноста, да речам, што би ја имале од превземање на тој чекор и отварање на собствен бизнис? Пред малку го спомнавте прашањето во делот на промените на национално ниво и токму се вклопува во контекст на следново ваше прашање. Се повеќе сметам дека треба да се отварат менторски сесии каде што одредени жени ќе можат да си
буквално отворено разговараат со своите ментори. Терминологијата ментор исто така треба да биде точно дефинирана, дека тоа не е пријателката со која што пиеш кафе, туку е ментор кој што сака да те изведе на правиот пат за да успееш во бизнисот. И коментарите кои што треба да тој ментор да ги даде кон менторираниот, треба да бидат прифатливи за двете страни. И добро кажани, меѓутоа и добро примени. Бидејќи многу пати сум била во ситуација да тоа што отворено сметам дека не треба да се прави, отворено и го кажувам, за да не се соочат со грешки. Одредени мои колеги, кои што се ментори исто така, колешки, не го даваат објаснувањето после тоа. Јас секогаш инсистирам да имам објаснување зошто тој чекор треба да се направи или не треба да се направи, за да менторираниот ја свати улогата како треба да се постави. Ако таа комуникација е соодветно направена, тогаш ќе има доста успех во менторството. Последниот сертификат кој што го добив во декември од InfraBooster Foundation на ниво на EIT Food беше токму за менторство на ниво на EIT Food. Значи нешто со интернационална ранка. Обуките што ги следевме за менторирање беа малку поразлични од она што го имаме на нашиве простори. Токму таа транспарентност и отвореност многу повеќе треба да се стави во фокус. Од тие причини велам, не треба тука да се има емпатија кон менторираниот, ако сакаме да имаме успех. Во тој случај ќе има успех. Во сите останати случаи си го губиме времето едни на други. Така да интересни се моделите за некој кој што сака да добие самодоверба. Самодовербата и јас некогаш ја губам. Дури и јас имам своји ментори или луѓе од кои што сакам да учам во дискусија. Тие истите ментори соодветно комуницираат со мене со своите негативни и позитивни коментари за да можеме да растеме. И тука е градење на една индивидуа во целост, карактерна, а и професионална. Вие нагласивте улогата на вашиот партнер и на вашето семејство што ја имале во поддршката што ви ја дале кога сте го започнале својот бизнис, па тука уште повеќе на некој начин може да ја нагласиме улогата на менторството за жени што дури го немаат овој систем на поддршка дома, колку е важно да имаш ти ментор да ти извади на тој прав пат или мрежи кои што ги поврзуваат овие жени. Понекогаш ги здрема, како што се кажува народски, ги земаме здраво за готово, оствари се многу важни за личниот и професионалниот развој на една жена. И сега, бидејќи вие сте ментори, зборуваме за вашето искуство како ментор, малку би сакала да ви искористиме тука и да прашам што вие би ги советувале жените кои што размислуваат да започнат свој бизнис сега? Го спомнавте мојот сопруг, партнерот, јас неколку пати го потенцирав, меѓутоа тука можам одговорно да го спомнам и мојот син. Значи, кога учиме едни од други, јас исто така учам и од мојот син. Енергијата и силата на домашното обкружување треба да ви биде подстрек, за да можете отворено да разговарате, да бидете сигурни дека сигурноста не само што ќе дојде од дома и ќе можете понатака да ја пресликате кај сите тие кои што сакаат да бидат менторирани, туку и учењето од различни генерации. Не случајно го спомнува мојот син, момче од 20 години, од кој што и јас учам од него. Така да, кога се зборува за менторирање за било која жена, не треба да се влегува во еден стереотип ако менторот е од помлада генерација. Туку треба да се искористи искуството што некој го има во одредена, да кажам, проблематика, професија, за да биде ментор кон некого. Тоа е исто како да читате жолта штампа или да читате лажни вести и сметате дека тие се релевантни за вашиот проект. Треба да се избере соодветниот ментор кој што ќе може да да помогне во соодветно поле. Таа едукација и доедукација на индивидуата во професионално, меѓутоа и во професионален, меѓутоа и во личен развој не треба да сопре. Менторирањето не е
процес или учењето не е процес кој што застанува само со најосновната едукација, и факултет, средна школа, факултет и понатака универзитет. Јас и ден денес учам, јас ги завршив своите докторски студии и не верувам дека ќе престанам. Постојаната едукација и доедукација ве води напред. Само така можете да одите во чекор со времето кое што доаѓа, бидејќи на крајот на денот времето не застанува. Ако сакате постојано да бидете во чекор со трендовите, ви мора да ги размислувате и да ги гледате многу понапред од сите останати. Ако сакате да имате енергија која што ве движи, тоа е начинот на движење. Значи, како совет би го земале дека учиме додека сме живи. Токму така. Добро, тогаш како за крај би сакала да заокружиме со вашата компанија. Какви амбиции имате вие за иднината на Вита Нова? Какви нови проекти или активности планирате за компанијата во следните неколку години? Секако тоа што смеете да ни кажете. Се насмеав од вордингот на зборови, поточно од терминот амбиција. Многу пати сакам да кажам дека имам само една мана, а тоа е дека сум преамбициозна. Така да, моите амбиции во глава кои што ги имам, не треба секогаш да бидат ставени, бидејќи неблагодарно делуваат кон сите. Иако сакам премногу, некогаш треба да се оди чекор во чекор пред да се добие, бидејќи притисокот е пригоден. Вита Нова работи во Македонија од 2006 година, од 2008 година работи во Белград. Ние го обслужуваме буквално целиот балкански простор. Наши клиенти се клиенти од Македонија, Косово, Албанија, Црна Гора, Србија и Босна. Сега ги шириме границите и во Хрватска. Не бараат на повик буквално компании од Бугарија, од Грција на одредени проекти. Не можете да се телепортирате на сите места во исто време. Вита Нова во следниот период одговорно го шири својот тим. Ги покануваме сите млади, заинтересирани и луѓе кои што го слушаат подкастот, ако сака да се приклучат, да ми се приклучат во секое време, бидејќи тоа е една од причините да растеме уште повеќе. Мотото е да растеме заедно и ние се уште растеме. Како гранка на дрвото, како гранки на дрвото, се зголемуваме секоја година се повеќе и повеќе. И во професионален, и во личен аспект, меѓутоа и во достигнување таму каде што имаме. Следниот чекор е поголема соработка на компании не само од европските простори, ние иако работиме со компании генерално од Европа, соработуваме и со целиот свет. Така да поголемиот импакт го очекуваме на компании соработки со други дестинации и региони, не од причина затоа што сакаме да ги истражиме тие работи, меѓутоа има иновации кои што сметаме дека може да бидат интересни и за овде. Добро, тогаш Загорка, ви благодарам што одвоивте време да учествувате на овој подкаст. Разговорот беше одлична можност да слушнеме за тоа како е да се успее како една жена предприемач и што е важно во градење на една успешна компанија како што е вашата, односно Вита Нова. Вашата работа и вашето искуство и начинот на кој што сте ја граделе и кревале компанијата буквално од земја е само доказ дека жените може да направат значајни промени и сигурна сум дека и понатаму ќе продолжите да бидете амбициозни и да ги остварувате овие амбиции. Па така од име на Фондација Мир ви посакувам се најдобро во сите идни проекти, па да се видиме и во некоја друга прилика. И благодарам на Фондација Мир посебно за креирањето на ваквите подкасти, од причина што ова е еден од начините на кои што луѓето можат да бидат слушнати, не од извикани бренди имиња, туку од вистински приказни кои што функционираат. Во нашата земја има убави приказни кои што може да се раскажуваат.